Најново издание на регионалните вести. Трговскиот центар Ремол денес славеше една година успешно работење. По тој повод организираше прослава за сите потрошувачи. Роденденска атмосфера денес во трговскиот центар Ремол заеднички прославуваа посетителите и различните брендови, локалите со екстра попусти и поволности, купувачите воодушевени од пристапните цени можеа да се поопуштат во купувањето. Роденденската забава започна со забавување и фотографирање со маскирани аниматори, продолжи со изведба на магионичар, а посетителите можеа да уживаат и во изведба на познати диџеи и музички имиња. За своите најверни купувачи Ремол оваа година се одлучи за еден уникатен концепт на шопинг фест, односно на забава и шопинг заедно со попусти. Многу интересна и урбана музика, значи DJ Dark Child заедно и Елита Зибери со нејзиниот бенд. Имаме 4 прекрасни маскоти, имаме 365 балони што ќе ги поделиме на нашите купувачи со логото на Ремол. Исто така, значи амбиентот, нормално тоа што најмногу ги интересираат и купувачите се попустите што специјално се приготвија по овој повод. Инаку нашите верни купувачи веќе знаат каде може да, какви производи, какви услуги нудиме. Значи тука би ги спомнал нашите најпознати брендови, би започнал од Elixir, од Mega Fashion, Golden Rose, Regold, Group of Fiori, Anhot, Schmatzstar, Carrefour, нели супермаркетот Carrefour, тука се Elipso, тука е Lama, Semona, Kimiko, сега да не заборавам некој дека ќе ми замери, значи Food Cornerот доле, ЛДБ бутикот, значи се трудиме да им дадеме најдобра услуга и мислам дека во тоа успеваме полека. Купувачите и во иднина ќе бидат приоритет на трговскиот центар Ремол. Од неговиот менеджмент најавуваат продолжување на акциите, тотални распродажби, висок квалитет и многу забава за сечи вкус. Шопинг фестот е само најава како дел од ивентите што ние ќе почнеме да ги организираме. Вакви слични забави ќе има многу често и мислам дека тоа ќе биде новина во Тетово, бидејќи многу малце внимание обрнуваат на забавата додека луѓето купуваат. Квалитетна услуга, ветуваме дека ќе донесеме, ќе се зголеми и бројот на брендовите што ќе дојдат во Ремол. Поблиски сме до градот и мислам дека тоа е доволна причина, прекрасен амбиент, доволна причина за луѓето да дојдат и да не посетат. Ремол е дел од комплексот Рем Тетово и се смета за најголем трговски центар во западниот дел на Македонија. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Акција за обнова на хоризонталната сигнализација низ улиците во Гостивар. За оваа намена Гостиварската локална самоуправа ќе издвои 2 милиони денари од општинскиот буџет. На подрачјето на Гостивар летниот период се користи за обнова на хоризонталната сигнализација. Оваа акција Гостиварската локална самоуправа е започна од централниот градски регион, булеварот Браке Гиновски и улицата ЈНА, а ќе ја продолжи и во останатите делови на градот. Фирмата што го доби тендерот за изведување на работите беше обврзана да обезбеди боја со висок квалитет. За прв пат во обележувањето на сигнализацијата се користи пластична боја, која е отпорна на секакви временски услови, се вели во информацијата од општината. Освен коловозите и пешачките премини, во рамки на акцијата ќе бидат обележани постојки за 40 на такси возила, паркинг места за лица со посебни потреби и ленти за велосипедистите. Во близина на училиштата и градинките ќе се обноват знаците за предупредување на возачите, со цел да се намали ризикот за најмладите учесници во сообраќајот. Досега работите течат според предвидената динамика. Кога ќе се заврши со централното градско јадро, ќе се премине на улиците во периферните делови, оценуваат надлежните.
За спроведување на акцијата за освежување на хоризонталната сигнализација, локалната самоуправа на Гостивар ќе издвои 2 милиони денари од општинската каса. Се унапредуваат поголем број специјалности во Тетовската клиничка болница. Целта на Министерството за здравство е доближување на здравствените услуги до граѓаните во нивното место на живење. Клиничката болница во Тетово заедно со оние во Штип и Битола ќе се унапредуваат со нови специјалистички служби, каде ќе бидат упатувани најголем број од пациентите кои што живеат надвор од главниот град, најави од ресорното министерство. Овој период Министерството за здравство работи на зајакнување на капацитетите во повеќе различни специјалности во овие и во општите болници низ државата. Од Министерството посочуваат дека од почетокот на годинава досега се креирани 28.219 упати од јавни здравствени установи од другите градови кон клиниките во Скопје и градската општа болница во Скопје. Врз основа на овие податоци Министерството изготви детални анализи на потребите од зајакнување на одделни специјалности на ниво на болниците. Првично ќе бидат опфатени клиничките болници како регионални медицински центри кон кои гравитираат жителите на целиот регион, а потоа постепено ќе се опфатат и сите општи болници низ државата. Министерството за здравство работи на зајакнување на капацитетот на Тетовската клиничка болница во делот на кардиологијата, дерматовенерологијата, оториноларингологијата и гастроенерохепатологијата. Целта е доближување на што е можно поголем број здравствени услуги до граѓаните во нивното место на живење, како и редуцирање на упатувањата кон клиниките во Скопје. Во Тетовската болница во моментов има речиси се во областа на кардиологијата и дека би требало да можат да се згрижат сите пациенти таму и да им се даде здравствената услуга. Во делот на кардиологијата, во која во изминатите 6 месеци од Тетово се креирани 459 упати, ќе се набави дополнителна опрема за ангиографска сала, ќе се формира и нов кабинет за хипертензија, а стручно ќе се доусовршува и кадарот. Ќе се зајакнува и дејноста на дерматовенерологијата со воведување теледермоскопија. Во овој дел ќе се прошири областа на алергологијата, односно ќе се вршат основни алерголошки тестови. Во делот на гастроентерохепатологијата ќе се воведува метода на дијагностичка аноскопија, за што ќе се обучуваат доктори. Оториноларингологија ќе се зајакне со набавка на дополнителна опрема за усовршување на операциите на уво, нос и грло, како оперативен микроскоп, оперативни сетови, сет за микроларингоскопија, а во соработка со клиниката за уво, нос и грло е предвидена едукација во време траење од 3 до 6 месеци за доусовршување на докторите за овие операции, како и за доусовршување на некои дијагностички процедури. Со проектот Дисперзирана клиника ќе се овозможи еден доктор специјалист од клиниките во Скопје да работи во одредени денови со пациенти во болницата во Тетово. Тетовци годинава ќе имаат можност да уживаат во третото издание на Лето на тетовската култура. Од 20 јули до 5 август различни културни настани ќе се одвиваат на неколку локации во градот. На 20 јули во понеделник започнува третото издание на фестивалот Лето на тетовската култура под покровителство на општина Тетово. Оваа манифестација опфаќа различни културни настани кои ќе се одвиваат на повеќе локации во Тетово, во Центарот за култура Илјантески смок, на градскиот плоштад и неколку улици во центарот на градот, како и во просториите на Државниот универзитет во Тетово. 15 дена тетовци ќе имаат можност да уживаат во настапите на повеќе музички групи од сите жанрови, да погледнат повеќе драмски или балетски представи и слично. Веќе традиционално ова година се одбележува Тетовското културно лето. Ова е трет пат како се организира. Почнавме со еднонеделни активности пред 2 години, мината година имавме 10-дневна активност. Оваа година ќе имаме 15-дневна активност, каде што ќе бидат опфатени сите жанрови од културата, почнувајќи од народна музика па се до сериозна музика, ќе бидат опфатени и култура, драма, филм, ќе бидат опфатени сите возрастни групи, од најмлада возраст па се до оние повозрастни. Исто така ќе биде од мултиетнички карактер и што е најважно ќе биде од меѓународен карактер. Детални информации за тоа која активност и во кој ден ќе се реализира имате веќе објавено во билборд и во веб страницата на
општината, како и ќе имаме и Facebook страница каде што ќе може да се следат сите активности. Значи тоа ќе биде еден вид на комбинација на активности кои ќе бидат реализирани и во затворени места како што е Домот на културата, како и во центарот на градот. Значи ќе биде еден сеопфатен проект каде што ќе се влијае во развојот на културата во општината Тетово. Посетеноста на оваа културна манифестација од година в година е се поголема, а воедно зголемен е интересот за учество во неа. Веќе се воспоставува еден вид на традиција на одржување на Тетовско културно лето. Исто така, може да кажам, според обемот на активностите и според опфатеноста на културата во овие двонеделни активности, може да се споредуваме со културни летни активности со сите поголеми градови од регионот надвор од државата. И веќе и посетеноста на овие активности е многу голема, како и е зголемен интересот и на групите и на поединците кои што сакаат да учествуваат со нивните програми во овие активности. Манифестацијата Лето на тетовската култура ќе заврши на 5 август. Утре е Рамазан Бајрам. Во пресред на неголемиот муслимански празник, порака до верниците упати тетовскиот муфтија. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Почитувани браќа и сестри, почитувани верници. Во име на муфтиството на Исламска верска заедница во Тетово и во моето лично име ви го честитам празникот Фитр Бајрам, кој доаѓа како подарок на светиот месец Рамазан, барајќи од Аллах Джелешану да ги прими нашите молитви, садака и постот. Верниците за време на светиот месец Рамазан, преку молитвите и постот, ги извршиле обврските кои произлегуваат од Куранот, отстранувајќи од нивните срца и душа нивната завист, омраза, озборување, себичноста и мрзеливоста. Верникот пред се го одржува ветувањето што му дадел на Аллах Джелешану, ги издржува искушенијата и маките, ги помага оние што имаат потреба. Во исто време верникот покажува голема почит и грижа за благосостојбата на целокупното друштво, за да можаат сите да имаат мир и спокојство и да се осеќаат како едно тело и една душа. Почитувани верници, во овие празнични денови на Бајрам, сите ние со нашите посети да го изразиме љубовта кон семејството, пријателите и соседите, да ги почитуваме универзалните концепти и разликите помеѓу нас и да посееме вредност и хуманизам меѓу луѓето. Ви посакувам радост и среќа, почнувајќи од семејна средина и пошироко. Нека Севишниот Аллах биде задоволен со сите нас. Три години казна затвор доби поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Зоран Верушевски за недозволено поседување на оружје. Верушевски во писмено соопштение до медиумите вели дека не го признава судот и дека тоа што се случува е владење на системска агресија. Ова не е правда, ова е партиско-системска патологија, агресија врз слободата и демократијата, врз владењето на правото и правната држава, врз човечкиот интегритет и достоинство. И јас, како и Зоран Заев, овој суд не го признавам, затоа што тој не може да го сопре времето на слободата и демократијата, кое со сета своја сила доаѓа во Македонија, смета Верушевски.
Поранешниот директор на УБК беше уапсен во јануари и се наоѓа во притвор повеќе од 6 месеци. Според обвинението, Верушевски неовластено го држал пиштолот, кој полицијата го најде кај него при претресот. Се работи за службено оружје кое Верушевски не го раздолжил, откако му завршила функцијата како шеф на УБК. Во својата одбрана на претходните рочишта, Верушевски тврдеше дека од МВР изминативе години знаеле каде е оружјето и никој од него не побарал да го раздолжи. Верушевски се уште е во притвор како прво обвинет и за случајот Пуч, во кој се терети и за шпионажа, неовластено прислушување и тонско снимање, како и насилство кон највисоките државни органи, а чие рочиште е закажано за 5 август. Се распушти опозицијскиот камп на Слободата кој 2 месеца беше поставен пред владата. Собирањето на шаторите и расчистувањето на теренот започна од раните утрински часови. Камперите велат дека целта е постигната, но допрва следи вистинската институционална борба. Во кампот на Слободата секојдневно беа организирани дебати, трибини, настани, а поддршка покрај од граѓаните доби од повеќе граѓански здруженија и активисти за човекови права. Армијата ќе биде ангажирана да ја помогне на полицијата во справувањето со напливот на мигрантите. Таа би била ангажирана на јужната и северната граница, како и по должината на коридорот 10, каде најчесто транзитираат мигрантите. Најави председателот на државата Ѓорѓе Иванов при посета на граничниот премин Богородица. Тој вели дека државата сочувствувала со судбината на овие луѓе, кои состојбите во нивните земји ги натерале да ги напуштат домовите. Председателот го посети и пунктот за мигранти во Гевгелија. Откако земјата почна да издава потврди за намера за барање на азил, издадени се над 14.000 потврди, но само 32 луѓе поднеле барање за признавање на правото на азил. Грчкиот парламент ги одобри строгите економски реформи барани од европските лидери како услов за добивање нова финансиска помош. Гласањето го покажа големото несогласување околу овие мерки во владеачката партија Сириза. Законот со кој се воведуваат зголемување на даноците и реформи во пензискиот систем, како и други мерки, беше усвоен со 229 гласови за и 54 против. Неколкумина проминентни членови на партијата на премиерот Алексис Ципрас гласаа против, вклучувајќи ги тука министерот за енергетика Панајотис Лафазанис и поранешниот министер за финансии Јанис Варуфакис. Ципрас изјави дека нацијата немала друг избор од прифаќање на тешките услови од кредиторите. За време на расправата во парламентот илјадници луѓе демонстрираа против новите мерки за штедење. При тоа дојде и до судири со полицијата. Француските сили за безбедност спречиле терористички напад во неколку воени бази во земјата. Им соопшти на новинарите министерот за внатрешни работи Бернанд Казанев. Четворицата осомничени кои се на возраст од 16 до 23 години били уапсени во понеделникот, а еден од нив бил поранешен воен специјалец. Француските власти за еден од уапсените и претходно имале информации дека е во контакт со француските джихадисти и бил под постојан надзор. Како што информирал министерот Казанев, тој имал намера да отпатува во Сирија за да им се приклучи на исламистите. Уапсените кои планирале напади врз воени бази исто така сакале да киднапираат и да обезглават офицер од воена база, пишува висникот Ле Monde. Холандската влада предложи замрзнување на социјалната помош и студентските стипендии за оние граѓани кои се приклучуваат кон радикалните групи, како што е Исламска држава, во обид да се ограничи бројот на младите кои заминуваат во воените зони. Оваа одлука е последна во низата мерки кои се преземени во Холандија. Владите во цела Европа изразуваат загриженост од ризикот нивните граѓани да се радикализираат во странство, а потоа да се вратат и да извршат напади во своите татковини. Британската влада нема повеќе да употребува водени топови од полицијата како средство за борба со безредија. Полицијата бараше да добие решение за тоа по градските немири во 2011 година, но според министерот за внатрешни работи Тереза Меј тоа е средство кое би ја уништило јавната доверба. Според неја водените топови може да причинат сериозни телесни повреди и нивното користење може да биде контрапродуктивно во райони каде има долга историја на социјални немири и недоверба кон полицијата. Денес имавме сончево и топло време. Утринските температури се движеа од 11 до 19, а дневните од 24 до 33 степени.
Утре не очекува сончево и многу топло време. Утринските температури ќе се движат од 12 до 20, а дневните од 26 до 37 степени. Ги следевте регионалните вести. Пријатно!